По извршената проверка на поплавеното подрачје од страна на екипа на Центарот за управување со кризи, како и на Дирекцијата за заштита и спасување од Тетово, преземени се активности за надминување на состојбата. Активирани се 12 багери и 27 камиони кои работат на расчистување на наносите на патот Тетово-Јажинца. Работата ќе ја продолжат се до неговото целосно расчистување. Од Центарот информираат и дека на местото каде што бил дрвениот мост изграден од армијата на Република Македонија во поплавата од 2015-тата, жителите на селото самоиницијативно градат дрвен мост само за пешаци. Во поплавеното подрачје е и екипата на армијата на Република Македонија која врши контрола на теренот. Откако истиот комплетно ќе се исчисти на двете страни, ќе отпочнат со изградба на нов мост. Патот во близина на млекарата Екошар е целосно исчистен. Како проблем во очистењето во долниот дел, каде што се наоѓа фабриката Микели, и железничката пруга под која поминуваат 3 цевки поставени во 2005-тата, багерите не се во можност да интервенираат. Се стравува дека може да дојде до оштетување на пругата и на цевките кои се со мал пречник и истите се затрупани со наносен материјал. Тоа пак условува водата да не може да протекува и се разлева по околните ниви. Потребно е општина Тетово да постави нови цевки со поголем пречник за поголем проток на водата. Водата за пиење во овој дел од општина Тетово не е исправна, заради што населението од Порој се снабдува со вода од цистерни. Проблемот со Поројска река е децениски. За да се намалат последиците од ваквите поројни води, потребно е во горниот тек на Поројска река да се ревитализира стариот систем од ерозивни бетонски брани, кои биле градени во 70-тите години од минатиот век, а воедно и да се доизградат нови на сите потребни места. Со овој начин ќе може да се намали потенцијалната опасност од следните поројни излевања, велат хидролозите.